Операцијата за пронаоѓање на остатоците од рускиот авион кој се сруши во Црното море продолжува. Една црна кутија е веќе пронајдена, додека руските власти соопштија дека ја откриле локацијата на втората. Од Министерството за одбрана додадоа дека 3000 лица се вклучени во потрагата по изгубените делови од авионот, меѓу кои 200 нуркачи, кои потоа ги пренесуваат до истражните власти. Все најдени фрагменти доставляјуцца на берег. За време на потрагата најдовме дел од трупот на авионот, при што беше пренесен на копно. Најдовме уште неколку делови и сега нуркачите ги проверуваат. Целата операција траеше 24 часа без прекин, а во текот на денот најдовме уште едно тело. И покрај тоа што Федералната служба за безбедност претходно соопшти дека нема докази за терористички напад или саботажа, локалните медиуми известија дека Русија ги стопира летовите на авионите Ту-154, се додека не се утврди причината за несреќата со авионот. За сега постојат 4 теории: дека авионот го погодил непознат објект, неквалитетно гориво кое предизвикало прекин на работата на моторот, пилотска грешка или технички проблем. Авионот Туполев од 1983-та се урна кусо по полетувањето од Сочи, каде што застана да наполни гориво. Во авионот се превезуваат танчери и свирачи од хорот Александров на Црвената армија, кои требаше да ги забавуваат војниците за Нова година. Со нив патуваа новинари, војници и советничката за човекови права на претседателот Путин Елизавета Глинка. Се верува дека никој од 84 патници и 8 членови на екипажот не го преживеал падот.